Марко Зврлевски ќе биде разрешен од функцијата државен јавен обвинител само заради спас на Зоран Заев, заради ништо друго. Обврските и должностите на јавниот обвинител се следни. Јавниот обвинител нема обврска да спроведува кривична постапка. Јавниот обвинител не запира постапки. Јавниот обвинител не одлучува дека нема да се спроведат постапки. Основните јавни обвинители се самостојни во своето постапување. Никој не може да влијае врз работата на јавните обвинители. Ова е само еден голем апсурд кој се прави заради спас на Зоран Заев. Ова е директно мешање на Социјалдемократскиот сојуз во работата на јавното обвинителство. Ова е обид за поистоветување на јавното со специјалното јавно обвинителство, односно, ова е обид за владење на Социјалдемократскиот сојуз со јавното обвинителство, исто како и со специјалното. И Советот на јавните обвинители влезе во овој апсурд на Социјалдемократскиот сојуз, иако за досегашното работење на Марко Зврлевски немаше ниту една преставка. Но, како што и самиот Марко Зврлевски кажа овде во парламентот, со неговото разрешување, Социјалдемократскиот сојуз само ќе го дополни Марко Зврлевски во редот на најдобрите, односно во редот со Стеван Павлевски, Ставре Джиков и Александар Прчевски, сите исклучиво професионални јавни обвинители на Република Македонија, а сите разрешени заради нестручност и неспособност. Разрешувањето на Марко Зврлевски е очаен обид на Социјалдемократскиот сојуз да го спаси својот лидер од одговорност за сторен криминал и очаен обид за политизација на судството. Ветуваат деполитизација, реализираат класична политизација. Ветуваат живот, реализираат неживот. Ветуваат професионализација, реализираат апсолутна непрофесионализација. И јас, колега Иванов, би им препорачала следно на колегите од Социјалдемократскиот сојуз. На следниве локални избори нека одат со истите ветувања од последните парламентарни избори. Бидејќи, ако додатат уште нови ветувања, навистина ептен многу ќе ги излажат македонските граѓани. Вака, нека одат повторно со истите ветувања, бидејќи секако ниедно од нив досега не е реализирано, и плюс можат да се пофалат со договорот склучен со Бугарија, со стратегијата за мигрантите, со дебалансот на буџетот, со законот за двојазичност.